Благодарам. Почитуван подпредседател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, имам 3 пратенички прашања до министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Првото прашање: во време на растечката инфлација и социјална несигурност, животниот стандард на работниците е очигледно последен на листата на приоритети на работење на новата влада. За овие 7 месеци од вашето владење не видовме ниту еден потек, ниту една мерка со која ќе го подобрите семејниот буџет и животот на работниците. Упорно не го прифаќате барањето на СДСМ за покачување на минималната плата на 450 евра, иако искуствата покажуваат дека секогаш кога ќе се покачи минималната плата, има спирално покачување и на останатите плати од една страна, а секако граѓаните заработените пари ги враќаат повторно во економијата и во државата. Дали знаете колку работници работат и ден и ноќ? После дискусиите кои се отворија за укинување на политиката за недела неработен ден, веројатно и работодавачите се охрабруваат од овие најави дека размислувате да го укинете недела неработен ден, што ние како влада во време на СДСМ го воведовме со широк национален консензус, со разговори помеѓу сите засегнати страни и сметаме и тогаш, но и денеска сметаме дека тоа е исправен потек. Пред избори ветивте раст на платите, но со новиот буџет за 25 година најавивте и позитивни изненадувања за сите работници. Изненадувања видовме, но досега тие не се баш позитивни. Имаме раст на инфлацијата во месец ноември од 4,3%, наспроти стагнацијата на минималната плата, а со тоа и на сите останати плати. Почитувана министерке, со оглед на ваквото темпо на раст на трошоците, веќе треба да се зборува и за дополнително зголемување на 500 евра минимална плата, за да се обезбеди достоинствен живот за граѓаните и за работниците. Она што го гледаме е дека вашиот фокус е, например, на раст на буџетот на 6,5 милиарди евра во однос на предходните, како што кога беше ВМРО-ДПМН опозиција, велевте надуван балон бил буџетот од 5 или 5,5 милиарди евра, но она кое што го гледаме дека растот и стандардот на граѓаните не се чувствува. Гледаме секако и дека во фокусот се и новите задолжувања. Земјите од регионот одамна воведуваат сериозни економски реформи за зголемување на минималната плата. Ќе земам за пример Босна и Херцеговина, уште во август годинава донесе сет на закони и мерки за речиси двојно зголемување на минималната плата, односно од 316 евра на околу 600 евра. Црна Гора воведе 2 минимални плати за вработените во зависност од нивното образование. За оние со понисок степен на образование ќе биде 600 евра, за вработените со повисоко образование од 800 евра. Во Србија е 400 евра минималната плата, да не зборам за земјите како Хрватска, каде што минималната плата е 677 евра, или Словенија со 907 евра. Нашите работници долги години во времето на ВМРО-ДПМН земаа минимална плата од 8000 денари, но од 2017 година владата на СДСМ ги зголеми минималната плата и сите останати плати со тоа во време на незапамтена пандемија и во време на војна, на економско-енергетска криза, и со тоа покажавме дека може да се направи скок на растот на платите, кога политиките во тој дел на владата се јасни, може и да се дадат резултати. За прв пат владата на СДСМ ја зголеми минималната плата во државата за 100% во однос на 2016 година, односно дојдовме до сегашните 22.567 денари. Владата не покажува одговорност кон граѓаните, кон оние 35.000 вработени кои сега се на минимална плата и едва вразуваат крај со крај. И затоа, освен одредени популистички мерки кои се на дневен ред, крајно време е да се свртите и кон интересот на граѓаните, посебно кон оние со пониски примања. Моето прашање до вас е многу конкретно и барам прецизен одговор, затоа што е поврзано директно со екзистенцијата на граѓаните и на работниците. Дали сега во овие услови на растечки цени и инфлација ќе го прифатите нашиот предлог за покачување на минималната плата на 450 евра? Затоа што во 2025 година ние овде во Собранието и владата секако треба да продолжиме да разговараме за зголемување на минималната плата и на 500 евра.
Ова не е само барање на СДСМ, ова е барање секако кое што го добивте и од Сојузот на синдикати. Моето второ прашање е во однос на капиталните инвестиции, бидејќи ВМРО ДПМН најавуваше инвестиции со силен раст, брза реализација од една страна во делот на националните проекти како изградба на патишта, гасоводи, училишта и градинки, канализации, водоводи, секако од друга страна и подршка за општините преку реализација на локалните проекти. Кога дојдовте, очекувано со ребаланс на буџетот се направи ребалансирање на финансиските средства по ставките. Тоа е првиот ребаланс кој што беше на ВМРО ДПМН по превземањето на власта во 24 година, каде што капиталните инвестиции ги позициониравте тогаш на некаде 720 милиони евра, но дополнително ги скративте со прераспределбата на околу 600 милиони евра. Сега кога станува збор за реализацијата, а не за предвидувањата и проценките, денеска има некаде реализација од околу 370 милиони евра на капиталните инвестиции или околу 60%, според официјалните информации од веб порталот на Министерството за финансии. Тоа значи дека денеска на 18 декември, пред самиот крај на годината, реализацијата и покрај кратењето на капиталните инвестиции е само 60%, што е показател дека капиталните инвестиции не се реализираат со динамика која што вие сами ја предвидовте. За наредната 25 година предвидувате или ветувате нови 800 милиони евра за капитални инвестиции, нешто што сметам дека е преоптимистички или представува само проекција на хартија со цел да се затвори буџетот и да се прикаже некаков раст и презентација во јавноста. Ветувавте намален дефицит, добивме зголемен дефицит. Ветувавте намален јавен долг, добивме зголемен јавен долг од над 62%. Ветувавте помалку трошење и штедење, а добивме историски најголем буџет од 6,5 милиарди евра. Сега повторно ветувате високо ниво на капитални инвестиции во 25-та, а реализацијата до денес за 24-та година е само 60%. Имајќи во предвид дека едно е проекцијата, а сосема друго е реализацијата на буџетот, прашањето ми е колку очекувате дека ќе реализирате од овие 800 милиони евра за капитални инвестиции во апсолутна бројка, дали е тоа 500, 600, 700 или можеби сите 800 милиони евра за наредната 2025 година, имајќи во предвид дека според досегашната работа јасно се гледа и дека во тековната 24 година во реализацијата е потврлено, а секако и останатите бројки кои што беа изнесени не одат во прилог. И моето трето прашање е во однос на општинските проекти за кои што се обезбедија финансиски средства. Најавувавте реализација на 100 милиони евра за оваа 2024 година и 250 милиони евра дополнително за идната 25 година за општините. Првата манипулација беше откриена при ребалансот на буџетот за 2024 година, кога сите заедно констатиравме дека нема 100 милиони евра за општините на располагање, туку има некаде околу 70 милиони евра, а втората беше манипулацијата од страна на владата дека наредната 25 година ќе има 250 милиони евра, кои повторно сите заеднички констатиравме дека во буџетот не се предвидени толку пари, туку се предвидени околу 100 милиони евра. Моето трето прашање до вас е колку тие први 70 милиони евра кои што ги имаше во ребалансот на буџетот за 2024 година до денеска се реализирани. Ова прашање го поставувам од причина што кога вие помпезно ги најавувавте 100 милиони евра за 24 година, ние овде се обидувавме низ дебата да укажеме дека тоа е манипулација и дека оваа календарска година речиси ништо не може да се реализира, бидејќи тоа практично е и невозможно. Прашањето го поставам со цел да се расчистат дилемите, а бројките кои ги имаме на хартија, добро е и да знаеме и ние, но и граѓаните, колку реално се реализирани и сите овде кога дебатираме да располагаме со вистински точни бројки, аргументи пред граѓаните, бидејќи многу се зборува за бројки, но тие бројки не секогаш излегуваат во реалноста така како што се кажуваат. Ова кажувам од причина што не може во октомври или во ноември месец да се предвидат 70 милиони евра, а во декември да се реализираат, бидејќи има измена на програми и тендерски постапки и сето тоа завзема време, но презентацијата во јавноста одеше во насока дека 100 милиони евра се наменети и ќе се потрошат, односно ќе видиме сите ние како ќе се потрошат во 24 година. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Бочварски постави 3 пратенички прашања, сите 3 за